Добро вечер, почитувани гледачи. Навистина е убаво да се дочека третото доба, но доколку има со кого да се сподели овој период од животот. Денес ќе зборуваме на таа тема во емисијата Под лупа со мојот гостин, господинот Љупчо Милковски, волонтер во Црвениот крст. И иако сте вие во повеќе сегменти вклучени, вечерва ќе зборуваме за програмата која што оди во рамките на Црвен крст за помош на старите и изнемоштени лица, која што има и еден символичен наслов, се вика Најди време. Да, ние најдовме време, еве одвоивме време во оваа емисија да обработиме оваа тема. Се надевам на задоволство на сите граѓани, посебно на оние кои што се во подмината возраст. Благодарам и јас што одвоите и вие време да ја поставиме оваа тема и во името на сите волонтери кои што се вклучени во програмата за грижа за стари лица во Црвен крст Охрид, најди време. Сакам денеска да кажеме дел на активности кои што се одвиваат преку програмата, а програмата веќе 3 години. Значи се одвива и идејата и идејниот дел кој беше веќе се зголемува, се збогатува и така да оваа програма во која се вклучени обучени волонтери за грижа за старите лица се исто така возрастни лица во трета доба, лица кои се способни и кои можат и кои сакаат да дадат помош на други лица на кои им е потребна таа помош. И кои што знаат што им е потребно, затоа што и тие се наоѓаат во таа возраст. Во самиот процес, значи и на обука и во самата програма е и делот на истражување. Значи се истражуваат и лица, но и потреби. Значи кои лица и дали тие лица сакаат да им се укаже таква помош. А помошта се состои во така можам да ги поделам два дела. Едниот дел е она најважното, да видиме како сме, да почувствуваме како сме, да почувствуваат другите лица дека не се сами, не се осамени, но пак и овие што ја даваат помошта да почувствуваат што значи да се даде помош. А и давањето на помош, сакам тоа да го потенцирам посебно, е благородно и нешто што остава длабок трак во самата личност што ја дава помош. Значи, личноста и самата себе си дава помош. Так. Кога дава на друг корисник помош. Како велиме, ако радоста ја поделиме, таа се умножува и станува уште поголема. Така. А ако тагата пак ја споделиме, станува така помала, да. Ние иначе во Охрид и во Дебарца, во двете општини, каде што и Црвен крст Охрид ги покрива со различни активности на давање помош и на едукација, на обуки и така натаму. Имаме, како што веќе претходно спомнав, некаде бројката се движи од 55 до 65 до 70 корисници, мажи и жени од различни националности, етничка група, но најважно е што се и од урбаниот дел, но и од руралниот дел. Например, ние во моментот имаме и од женскиот дел, еве во мојот дел, каде што јас исто така комуницирам и јас сум дел од програмата. Так. Работиме со тие лица. Сакам да ги потенцирам двајца. Едниот е од Лактиње, машко, 94 години и двајцата се 25 години, 1925 година родени, Динго Илиевски, и овде во Охрид Надежда Герасимова, исто така 94 години. Со нив сте вие постојано во контакт? Вие лично или воопшто сите волонтери? Комуницираме најчесто, значи системски, телефонски, ги прашуваме како се имаат потреби. Вториот дел е потреби. Значи, која потреба ја имаат. Ме интересира дали еден ист волонтер контактира со исти лица. Еден ист волонтер има, например, по 6, по 7, по 8 корисници. Сте воспоставиле веќе некаков контакт, да се ослободува. Ги знае нивните проблеми, ги знае нивните потреби.
знае и тие исто така. Ако на нив им се јави друг, на нив им е чудно, бидејќи некој кога е отсутен од волонтерите, ќе се јави некој друг. Така да тие веќе воспоставуваат една доверба, една силна доверба и така се воспоставува таа врска и не само преку телефоните, не туку и преку живи контакти. А тоа се прави најчесто. Станувате како дел од нивното семејство, да. Кое што го немаат заради повеќе причини. Бидејќи тие се 99% се осамени лица. И основниот дел, еден од основите на самата програма е осамени лица. А ние веќе ги имаме многу, знаете. И јас сега тука можам да ја спомнам, бидејќи и Охрид и Македонија се дел од регионот, од Европа, од светот, само да кажам, една бројка што е најнова од страна на Обединетите нации. Во светот сега бројката се движи над 700 милиони такви лица кои што се над 60 годишна возраст, а таа бројка со агендата на Обединетите нации 2030 ќе се движи од некаде докај 2 милиарда и 400 милиони, значи тоа значи се повеќе таа популација расти. На што се должи тоа, господине Милковски? Значи, се повеќе расте бројот на возрастни лица кои што се осамени. Од друга страна пак некако се намалува границата на животниот век. Значи, и покрај тоа, што границата е намалена и зголемен е морталитетот, сепак имаме голем број, голем процент на осамени лица. На што се должи тоа? Значи, отуѓување на семејството, на членовите од семејството еден од друг, заминување на децата од семејниот дом, на што се должи? Еве, сигурно сте правиле некакви истражувања. Правиме и ги правиме и ќе правиме такви анализи и ги правиме постојано. Индикатори има повеќе, односно веќе во збир како фактори кои влијаат. Еден е наталитетот кој што си го знаеме дека е постојано во една веќе не е константа, него е во намалување. Вториот дел е ова што го кажавте, не може да говориме за зголемен дел на морталитет, бидејќи наталитетот е помал. Но говориме за еден друг многу важен индикатор, ако Охрид, за жал, е лидер во Македонија, е иселувањето, миграцијата. Тој фактор е и многу силен, многу јак и многу влијае и кај нас овдека. И влијанието кај секој втор или трет и од корисниците кои што ги имаме се лица на кои синови, керки и така не се тука. Се во странство, помал број во внатрешната ова миграција кај нас дома, во државата, во Скопје или други места, но најголемиот број се надвор од државата. И така да таа спојка е тешка. Освен што ќе се слушнат како си од Австралија или од Сиднеј или од Америка или од некој град од Европа, не може тие многу да им помогнат. Бидејќи во самиот состав на оваа група, аналитички, анализата ние и претходно што ја правиме, се и лица кои имаат екзистенција, ама немаат кој да им даде помош. Или буквално сега, практично кажано, пари има. Да, не спаѓат во категорија на некои социјални случаи. Но нема кој да комуницира со него. Ако има потреба од лек, од храна и така натаму, нема кој да му ја даде. Например, во групата има корисници во рамки на можностите на Црвен крст, на кој една од корисниците му се дава и хемотерапија, односно се обезбедува транспорт до Скопје. Постојано на 2 недели или на месец дена во рамки на тоа што е овај лекарски нормално стручни наводи, така и се овозможува таа. Значи и до тие се лица сами. Нема кој да им даде помош, но во групата има и луѓе кои се и сами, а па кои немаат ни екзистенција, немаат ни пари. Или имаат пари, но тие
не се доволни. Како дознавате на кои луѓе им е потребна вашата помош? Тоа го почнавме уште пред да се спроведе самиот програм. Значи, воведовме, така да кажам, техники или методи истражувачки како да дојдеме до тие лица. Прво, нормално ги користиме евиденциите на Црвен крст, лица кои што бараат, имаат потреба, а се над таа годишна возраст, лица кои што на било кој начин се обратиле до Црвен крст, чак во самиот модел сега програмски имаше, и предлози на сами лица кои се корисници да се воведе такво нешто во Црвен крст. Така да имавме истражување преку нашите ресурси на Црвен крст, младиот дел, деца, млади кои што се вклучени во разни програми во Црвен крст, а ги има многу. ПХВ, например, промоција на хумани вредности, младите. После имаме Brain o Brain, каде што имаме деца од 4 до 14 годишна возраст, па имаме Story Hour, кој што е приказан на англиски за деца од 4 до 7 години, така да се собираат родители многу, се разменуваат многу информации тука и доаѓаме до информации за потреба на такви лица. Друг дел на извори за доаѓање до тие лица се и пензионерскиот дел, да речем. Исто така, кај што црпиме информации, и институционален дел, кај што имаме со Центарот со работка за социјални работи и така. Исто така, избор на такви лица на кои им треба помош. Но, после тоа доаѓа онај другиот дел што е правило и принцип на меѓународното движење на Црвен крст. Значи, мора потребата од разговор, нудење на програмски дел, но и задолжителна согласност на лицето за да се спроведе таква активност кон него, бидејќи првиот дел е, како што реков, водење на досие, потреби, кои се како. Дали тоа ќе ве прашав, дали имате некаков регистар на овие лица, затоа што прво како потреба која што се јавува заради евидентирање, каде, колку, на која годишна возраст, каков статус и така натаму, а од друга страна пак и ако рековте вие имате некои денови кога комуницирате со тие луѓе, ако некој од волонтерите е одсутен, да може некој друг да ја преземе комуникацијата со тоа лице. Значи мора да се знае со кои луѓе сте во контакт. Сега, токму така, ние водиме посебни предмети за секое лице. Оти секое јавување и секоја потреба се бележи. Се бележи и во предметот за секое лице, но се бележи и во главна книга. Исто така, значи, какви комуникации, каква е самата состојба на лицето, кој разговор, значи, е воден, која услуга е дадена на корисникот, така да се тоа се води и се бележи. И било кој волонтер после да го отвори тој предмет, може да најде на тој датум, на кој датум е воден тој разговор, а ние секој понеделник, значи, од 10 сато до 11:30 ги водиме тие разговори. И сега еден друг дел што да не испуштам да го кажам како услуги за корисниците, ние физичко дружење и комуникација и видување го правиме и на друг начин. Па тоа сакав да ве прашам, дали само телефонски комуницирате или имаме многу други активности. Одите кај нив можеби дома или тие доаѓаат во Црвен крст и како е тоа организирано? Одиме дома по потреба. Ако некој лице чувствува потреба да се отиде кај него дома, се оди и дома и се комуницира. Ако има потреба од лекови, има потреба од друга социјална помош, даваме пакети. Кога има пакети и за други лица, издвојуваме и за овие лица. Ние и самите како волонтери некогаш ќе издвоиме од нашите тие можности за да направиме нешто што ќе биде корисно за некој од корисниците од анализата што сами си ја правиме. Што правиме на друг начин кога спомнувам за најважните празници и верски и други,
ние одиме, ги посетуваме лицата еден дел, значи од лицата за кои ќе цениме дека во тој момент не можеме сите наеднаш, но во различни празници одиме кај Еве сега ни доаѓаат новогодишните, па за новогодишните, за божични празници, за великденски празници исто така. Но дружиме... Што подготвувате тогаш? Нешто им носите некои символични подароци? Нешто што е одлика на празникот. Например, сега еве за Нова година или за Божик, што за Нова година одиме, носиме честитки, носиме нешто благо, нешто што е прикладно за моментот. Но правиме и самите, ако изработиме заедно со младите во Црвен крст, правиме и одредени предмети кои што ги нудиме и за продажба, но дел од нив даваме и на самите корисници, значи самите го правиме тоа. Различни сега предмети од животинскиот дел, дали за јачење, дали не знам, она што е подготовка за новогодишните. Да, што асоцира на празникот. А доколку станува збор за лице кое што е и социјален случај, значи кој е во социјален ризик, тогаш дали помагате со облека, храна? Пред се со храна помагаме, а со облека секогаш. Значи е отворено секогаш, да, и нудиме и облека, но исто така се води многу предпазливо. Оти дел на лица се чувствителни, внимаваме, дали има потреба, мора да се направи разговор, значи. Со лицата, дали ја прифаќаат помошта, каква да не се почувствуваат и навредено и да не се омаловажено и така натаму. Се со почит. Мора постојано да се знае. Сега ние што правиме? Ние пак правиме и други активности во програмата, да не ги испуштам. Значи во нашата програма од волонтерите имаме поети, писатели, музиколози, ликовни уметници и така натаму, така да ние постојано правиме и некои активности, приредби, културни настани и така, ги каниме и нив. И доаѓаат тие еден дел од нив постојано се присутни, така да и тие ги уживаат, така да кажам. Еви и сега имаме на 21 во сабота, нека повели и телевизијата. Тоа ќе биде во просторија на пензионерите, на Сојузот на пензионери, на Сдруженијето во Охрид. И тука ќе се одвива еден настан заедно, возрастни, млади на Црвен крст, па ќе биде и културно-уметничко друштво Бисер. Ќе бидат присутни, така да исто и од корисниците, но и пензионери, други кои сакаат, ќе бидат присутни на тој настан, така да има едно посебно сценарио и ќе се одвива. Еве еден само пример, сакам да кажам, каде што они исто така се канат и се вклучуваат во тој дел. Сега, знаете што ме интересира? Вие имате одредени денови кога се јавувате и комуницирате со овие лица. Еве, кажавте дека тоа е понеделник. Но што тоа е на ваша иницијатива, значи тоа е според вашиот план и вашата програма. Што ако тоа лице почувствува потреба или има некаква ситуација која што во текот на другите денови од неделата сака да искомуницира со вас? Како тоа може да го направи? И колку може да се направи една граница помеѓу професионалното и она приватното? Затоа што кога со некого комуницираш постојано и кога тој веќе почнува и лични работи да споделува со тебе, на некој начин и се спријателуваш, влегуваш во неговиот живот. Колку можете да направите граница меѓу тоа што ви е професионалниот дел и дел од програмата за помош на овие стари лица и она што е емотивен дел, затоа што сите сме луѓе и сите подпаѓаме под тие емоција. Посебно и вие што сте волонтерите, тука сте некаде на таа возраст. Да, има волонтери што се исти волонтери, има 75 години, има волонтери. И како сето тоа го доживувате? Точно е тоа, значи емоциите се дел од нас. Ние не можеме без нив. Ние кога ќе примеме нормално некоја информација, во моментот реагираме. Но прашањето, значи, што ако надвор од тој ден се случи, првата можност е две можности се. Едната е пак да се јави на волонтерот. А имаат тие ваши телефонски броеви? Но има и, значи,
значи, пак реков системски дел. Тие ќе се јават во Црвен крст, а тој што е оператор, да го речам сега, условно оператор, него вработен во Црвен крст, знае кај кој волонтер да се јави. Затоа што знаете што може тој да се злоупотребува. Од аспект на, може би нема некоја потреба, но ете, се чувствуваат осамени, сакаат внимание и постојано да се јавуваат. Кај нас не може да се злоупотребува, затоа што тие знаат што може. Каде го иде самата граница? Го почитуваат. Скоро сите. Ретко каде може да се најде нешто, но почитување има на тоа. Знаете зошто? Затоа што во постојаните овој разговори се подвлекува тоа. Денес сум јас тука, го кажуваме тоа, а и тие имаат тие кон нас, бидејќи знаат до која граница може и што може да се стори. Сега, ако има некоја особена потешкотија, тие пак знаат дека ние, ако ние не можеме, знаат дека институционално ние можеме да комуницираме, да речеме, со медицински центар, права помош, друга институција, каде што можеме да окажеме да се слушнеме и да им се помогне. Кажеме дека може да се помогне. Пример еден само, дека дали може, например, на некоја адреса, ако до вчера не оделе на ова домашна посета, како се викаат екипите што одат, да можат од другиот ден да одат и кај таа особа да ја посетуваат. Значи, таква можност можеме и го правиме тоа. Ќе се информираме, ќе известиме и така. Еве исто како што го правиме со одење во Скопје, например, за хемотерапија, да не го повторам сега тоа. Значи, таквите услуги се прават и ги знаат границите и почитуваат. Па и тие се и емотивни и многу добри и благодарни се многу. Знаете зошто? Се создава една цврста линија, врска и доверба голема. Некои, например, во текот на самите контакти ќе речат доста беше, не мора повеќе да ме барате, што е реткост. Има и такви. Јас ќе кажам сега дека програмата ќе се одвива, проблемот ќе расти, зашто? Особено во Охрид и во Дебарц, и во руралниот дел. Знаете како, па таму особено каде што одиме во некои семејства, и не само ние сами, туку одиме и со екипи, еве и за овој месец на мислам и недела за превенцијата на кај старите лица, одиме со екипа од медицински центар, од центарот за јавно здравје исто така. Така да одиме во селата и наоѓаме, знаете какви овој состојби, а нудиме и можност и самите да дојдат да им се изврши одредена преглед. Доаѓаат ли во просториите на Црвен крст тие сами? Не, одиме и таму во тие денови. но овие луѓе со кои што комуницирате, кои што се во градов, а кои што значи нема никаков здравствен проблем, се витални така натаму, дали некојаш доаѓаат во просториите на Црвен крст, таму да си помуабетите, да се подружите? Дел од нив постојано доаѓаат. Имаме некои од тие корисници што веќе постануваат и дел од активностите. Тие практично доаѓаат секој понеделник. Некои од нив. Не, сите, тоа е еден дел. Значи, но и сите кои што по одреден пак настан, потреба, да речеме поезија, например, ние 2 пати годишно распишуваме конкурси, училиштата, факултетите и така, за теми кои се поврзани со исто така со старите лица. Така, пример, еден наслов беше прегратката на баба и дедо. Дел на теми кои што се поврзани, ете и тоа да го спомнам сега, со вкупните права на старите лица. Тоа особено и ова влегува во правата на старите лица. Старите лица треба да се комуницираат, не само да ги кажат потребите, но и нивните можности. Обединетите нации и светот и мадридската
конференција уште 2002 година која што е го донесе тој мадридски план за старите лица во Европа, говориме и тука, и други документи кои што се многу важни конференции, многу го потенцираат тој дел. Не е само да комуницираме, него и да го мотивираме. Да, се да направи нешто човекот. Да. Имате такви случаи? Кога ние правиме нешто, на пример, може нешто треба да се направи некој предмет, да се сплети нешто. И веднаш од корисниците кои ќе се јават, ќе дојдат и да помогнат во тој дел, значи и тоа да се почувствуваат и значи, корисни. Негуваме токму во тие права што Обединетите нации ги и она доживотно учење, така ли се? Можност има да се дојде во Црвен крст да се учи, односно да се отвори книга, да се прочита, библиотека има и така натаму, значи се е отворено. А да не кажам пак на тие понеделници и други настани кои што ги имаме ние, тоа е една забава, се работи низ забава. Луѓето кои што споделуваме, некој има роден ден, другиот има верски празник, еве како сега Свети Николај или не знам некој друг си слави друга слава, па носиме тамо, па се почестуваме. Тоа е постојано. Течи тоа. Па ќе си запееме одредена песна, некој ќе ја почни, некој... Да не испочнам да кажам дека во текот на претходната година имавме 11 часа по англиски јазик заедно со волонтер американец на американскиот мировен корпус. Тука се во американскиот мировен корпус го почитува капацитетот на Црвен крст Охрид и постојано има од американците што доаѓаат во Македонија, постојано има во Охрид и во Црвен крст Охрид волонтер кој што е постојано тука, така да ете и него го. А тој курс беше наменет за возрастни лица, мислам за токму за нашата програма, за лицата тој го прилагоди курсот за тие лица. И тоа тече ни забава и така, тоа е многу интересно. Повеќе е тука дружењето од учењето, да. Начин, многу интересен начин и метод на презентација, односно на пренесување на знаењето за англискиот и така. И таа комуникација на програмата за грижа за стари лица и сега работиме многу на таа врска со генерацијската врска. Со младите кои што се вклучени во Црвен крст, ги имаме многу програми. Една од програмата што ја спомнав, приказни на англиски, е исто така поврзана со американскиот мировен корпус и таа се одвива веќе долги години. Едната од 2010-та, таа од 2009-та и Brain on Brain исто така долги години веќе се спроведе така дел од тие и исто така она делот на промоција на хумани вредности која што е за младинци од 13 до 17 години, а Охрид е лидер на таа програма која се одвива во Македонија, во цела држава, веќе 21 година. Јас сум таму инструктор исто во таа програма и можам да говорам, нели, малку за сите програмски делови, бидејќи сум и дисеминатор, исто така. И ги тренирам и едуцирам дисеминаторите. Така да таа врска сега постојано ја градим. На младите со возрастните и вклучување на постариот дел во програмски дел на младите и обрат. Младите кај возрастните, што е најчесто. Значи, младите со возрастните, и тоа е многу битно, за да се почувствува од децата што го работат во Црвен крст, тоа го носат и во школото, го носат и дома. И верувам, не само што верувам, него е и така, кога веќе ќе се вклучат заедно со постарите лица во Црвен крст, тој однос веќе почнуваат веројатно и дома да го градат. Так, а тоа е нашата цел. Тоа односот и дома и нашата намера. Со домашните кои што се повозрастни. Многу е тешка осаменоста и добро е да се знае дека имаш каде да се обратиш доколку ти е тешко, доколку сакаш да поразговараш со некого, да споделиш
нешто што те мачи и навистина оваа програма е многу позитивна, посебно за овие лица, а и за нашиот крај каде што се повеќе имаме стари и осамени лица. Сега овде малку ќе направиме една пауза, време за реклами и потоа малку ќе зборуваме за волонтеризмот. Вие долги години сте волонтер во Црвениот крст. Од каде значи таква потреба за да се вклучите како волонтер, колку волонтери има? Неодамна беше и денот на волонтерите и навистина. Тоа е една благородна работа затоа што се прави без никаков надомест, на добра волја и со една добра мисла. Но малку одмор. Викенд акција во Миса Маркети. Паладин Ајдамер 1 килограм 299 денари. Маргарин Борд Севе 250 грама 43 денари. Пилешки стек 2 килограми 309 денари. Диамант мајонез 750 грама 79 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако, од сега и во Струга. Пробајте го и чоколадираниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата производи на Бако можете да најдете во маркетите Миса, Нето и Гега. Бако не само што ги прави нештата на вистински начин, туку ги прави вистинските нешта. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. За сите љубители на вкусната храна, Вилич Бистро со нова понуда. Похован пилешки стек со гарнир 120 денари, пилешко во кари сос со гарнир 120 денари, свинска шницла со гарнир 120 денари, ќофтево сос со гарнир 100 денари, пилешки стек со гарнир 120 денари, риба ослич со гарнир 80 денари, колбас со граф 100 денари. Вилич Бистро се наоѓа на улица 7 ноември во непосредна близина на автобуската станица. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од Инокс. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат, село Мислешево, Струга. Кам, маркет број 1 според потрошувачите. Авокадо 1 килограм 239 денари. Бела чадена салама или кулен 400 грама 189 денари. Традиционален германски божикен колач 500 грама 95 или 109 денари. Безалкохолен газиран пијалак 750 милилитри 92 денари. Кам, купувај мудро. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Господин Милковски, секоја чест, значи, сега сметавме малку математика. 47 години сте волонтер во Црвениот крст. Навистина, речиси половина век. Кој беше вашиот мотив, да започнете со волонтерството и што е мотивот на другите луѓе кои што се волонтери? Затоа што можеби Македонија по многу нешта во светот е некаде на последните места, ама по хуманоста, волонтерството некаде мислам дека сме на врвот. Значи, многу во збор употребивте сега, тоа е хуманоста. Значи,
помошта. Давањето на помош или ајде да спомнеме тука и емпатијата, нели? Али но во тој збир, во тој контекст. Мислам дека големо влијание игра и фамилијата пред се. Фамилијата како како социјална средина, права и основна. Средината во која човекот живее, колку генот влијае, не сум го истражувал тоа, но од секогаш знам за себе дека хуманоста и давањето на помош на друг била дел од мене. Еден постојан дел од мојот активитет, било кај да сум бил, на работа, било во која институција, и некогаш се случуваше, скоро секогаш, не само некогаш, јас инако правам дневна анализа, но во дневната анализа таа обично се прави нели после ручек, пред вечера, кој ќе завршат активностите. Да. Најважен дел во таа дневна анализа и после свртување кон себе и самокритика е дали во текот на денот сум помогнал нешто или на некого. Ако нешто не се случило, макар на телефон, макар со поука, макар со консултација, и за себе викам или пред некои други, нешто не ми е во ред, болен сум, знаеш. Волонтерот е тоа, веројатно, во мене, и постојано се движела таа нишка. Од првите моменти, да не го сватиме дека е основно тоа сега што ќе го кажам, а тоа е крводарителството, например. Уште првата година кога он се спомнуваше во Скопје, во средно училиште, ете, треба да се даде помош за некого во крв. Можеме ли да даде? Можем ли јас да дадам? Да, ајде. Значи, таквиот момент бил дел од моето битие, така да кажам, и тоа се движи постојано, најмногу во Црвениот крст, но и не само во Црвениот крст, и на други делови каде што има потреба од волонтерство, а во оваа време сега, кога сум веќе долги години и едукатор, и инструктор, и тренер и така натаму за волонтери, или ете за млади волонтери, кај што Охрид, како што кажа, навистина Охрид треба да се гордее, бидејќи го има Охрид тоа тука, и имаме и млади волонтери, и хуманисти, и така и средината го прави своето. И Охрид нуди, значи. И Охрид го мотивира човекот. И самиот Охрид го дава тоа да може човекот да не да врати, него да постојано да биде активен во она што се вика волонтер. Но, пак, од друга страна, тешко е човек да се задржи, значи, волонтер. Волонтерството, викаме, уште од времето, ако го земеме Црвениот крст, Ани Динан и така, не бара за поврат, говориме за материјален дел. Но, волонтерот секогаш е богат пак. Тој е богат психолошки. Тој е богат со милиони информации, што ги добива бесплатно. Како? Во различни комуникации, на различни настани. Волонтерот, например, во Црвен крст, волонтерите добиваат многу. Како? Добиваат различни едукации. Тие после може да вршат избор каде ќе се едуцираат, која обука ќе ја стекнат. Да. И каде ќе се насочат најмногу. Не само овдека кај нас, надвор од Охрид, во Македонија, надвор од Македонија, значи во други држави, во други делови и така натаму, во зависност од можностите на самата личност, бидејќи секоја личност е со различен капацитет и професионални можности и духовни или други можности, така да секој има можност и избор да го најде тој свој дел на волонтерска активност, како што Охрид сега и преска не ги спомнав, а морам да ги спомнам, да не ми замерат. Тоа се спасувачите на вода, спасувачите на планина, со кои исто така, еве, например, кога говориме за спасување на планина, знаете дека Охрид веќе стана центар за
спасување на планина и давање на тој поконкретно да кажам овој рекреативен туристички дел, нели, на активност која што може само тој центар сега да ја даде во Македонија. Добро, ги следи некој сите тие ваши ангажмани и постигнатите успеси, затоа што ете конкретно на Центарот за спасување на планина им беше годинава дадена и повелбата Свети Климент Охридски, едно високо општинско признание кое што ќе е мотив повеќе за уште поголеми успеси. Еве овдека јавно им честитаме и нив, а и вас, значи кои што сте сите дел од Црвениот крст. Конкретно во програмата за помош на стари изнемоштени лица се вклучени 15 на волонтери и тоа сите постојано тие што го работат, то иначе и други се вклучат. Так, значи претежно се повозрасни луѓе. Да. Оние кои што се реализирале веќе во животот, веќе се во пензионери, денови, возрастни, но се чувствуваат се уште способни нешто да направат и да дадат од себе и да бидат активни. Професори биле наставници и така натаму. И се вклучени еве во ова програма. Добро е тоа и за нив, а и за тие на кои што им помагаат. Значи некако помошта взаемна е. Едни на други си помагаат. Апсолутно. Промените прво се вршат кај себе и дома. Тој што дава помош, позитивниот дел и тој ефект го носи секаде. Го носи и дома. И затоа и промената која што се прави, ние кога работиме со младите да се смени рутината, нели? Практично се менува себе си. И постојаното давање на помош и на оној што се дава и тој што е дава како што почнав, тоа е промена на себе си, просветлување, како би рекло старите источни мислители, затоа што се повеќе човекот успева да се спознае себе си, што е најтешко. Сега, овој дел сакам да спомнам за делот на поттикот на институциите. Преку програмата и Црвениот крст. Точно, ќе го направиме, мислам ќе поразговараме за тоа, го оставам за самиот крај некако како една завршница на разговорот. Да, само уште ова сакав да ве прашам, бидејќи многу интересно и една новина исто во Црвениот крст. Започна курсеви за добивање сертификат за помош на стари изнемоштени лица, односно за лица на кои што им е потребна помош. Може би не се тие стари, може би и на помлади години имаат потреба од таква помош. Значи, курсевите веќе се во тек или уште траат пријавувањата? До каде е тој процес? Да, ова ќе биде добра, да речем, активност и Охрид, Црвен крст Охрид со капацитетот, бидејќи ова е и еден регионален пристап за остварување на тој програмски дел во рамки на Црвениот крст и на Македонија, Црвен крст Охрид, но Црвен крст Охрид со посебен капацитет тоа го прави и веќе се вклучени. Курсот веќе почна, се пријавија и некаде течи курсот, како теоретски, така и практичен дел, бидејќи се и практичари вклучени, медицински сестри и така. Да, медицинска сестра, доктор е вклучен и волонтер од Црвениот крст. Значи имаме една комплетна екипа која што и самиот курс се одвива практично. Значи нема ништо само теорија, него комплет оди теоретски дел и практичен дел. Така да мислам дека тие луѓе што се вклучени, и машки и женски, имаше и критериуми кои личности може да се вклучат. Еден беше да се помогне и на невработените лица кои што сакаат да најдат можност за вработување, или тоа не е 100% сигурно, нели, но може да најдат вработување, бидејќи новите законски решенија и нормални некои дополнувања што и Европа ги бара и Обединетите нации сигурно и кај нас влегуваат веќе во нашите закони, така да се повеќе ќе се зголемува таа потреба од такви стручни лица за давање на помош и нега, а ние пак сме радосни во програмата Грижа за стари лица, бидејќи веќе ќе имаме лица на кои ќе можеме и директно да се потприме, затоа што и досега ние имавме побарувања од поединци, не од сите,
ајде дајте ни и таква помош. Јас сакам целодневна помош. Ние не можевме тоа да го направиме. Ние, и ако се појавеше некој волонтер, например, што е помлад нормално од волонтери, основно прашање е дали може. Да. Дали има обука тој да ја дава. Дали знае како да ја пружи таа помош. Ние не можеме да го помош, пуштиме тој да дава помош која што не може да ја даде, тогаш ќе направиме поголема штета, штета и така. Така да тој курс е добар, и се одвива и ми се чини дека овие 3 месеци некаде до февруари некаде треба и да заврши. Само да појаснам дека овој курс има два аспекти. Значи, курсот може да се заврши приватно и да се добие меѓународно признат сертификат, кој што може да се употреби во земите во Европа и пошироко, затоа што имаме многу лица кои што сакаат да одат во странските земји и таму да го работат ова, а исто така еден дел пак овозможува тие кои што ќе се пријават на курсот да го завршат бесплатно, но да бидат вклучени во преку програмата за помош на стари изнемоштени лица за потребите на Црвениот крст. Значи ете имаме две. Второто веќе го кажав, бидејќи реков дека сме веќе во можност кога ќе завршат да ги користиме. Но онај првиот дел што го кажа исто така е многу интересен, бидејќи моделот курсот е сертифициран така. Тие истите можат во било каде во светот да одат и да помагаат, односно да го користат како документ. Ова е најлегитимно, нели? Најлегално. Сега стигнавме и до она што предмалку го начнавте, каква е меѓусебната соработка со другите институции, затоа што кога комуницирате со овие стари изнемоштени лица, тие имаат различни потреби. Значи, некојаш имаат потреба само од разговор, но некојаш имаат и конкретни потреби. Знаеме дека се во подминати години имаат здравствени проблеми, па имаат потреба од некакви услуги од здравствените институции, така натака. Значи, каква е соработката ваша со нив, за да бидете вие некаков линк помеѓу институциите и тие стари лица? Ние веќе и ни самите активности постојано даваме и одредени предлози. Како одредена состојба да се подобри, даваме и конкретни предлози, веќе направивме и една посебна работилница специјално за предлози. Да се дават и така да ние го правиме тоа, а нашиот дел и нашиот активитет го сметаме дека е и поттик за институциите. Значи, тоа го правиме. Кога го правиме тоа, ги сакаме институциите, особено оние што се надлежни институции, да ги поттикнеме постојано и да се свртиме према тие лица. Затоа што потребата од комуникација но состојбата во семејството, односно во домот, што е право на старите лица, треба исто така да води друг сметка, нели? Тука се институции како што е Центарот за социјална работа, но особено локалната самоуправа. И ние постојано даваме информации, поттикнуваме и наша заложба ќе биде во следниот период тие таквите информации и предлози што ги даваме и кои се и конкретни да ги веќе да имаме и повратни ефекти. Значи, не само да даваме информации, не само да ја даваме оваа помош, локалната самоуправа се вклучува сега, да речеме, во давање на заеднички со Црвен крст на некои лица на кои им е потребна, еве сега новогодишни празници, божични празници и така, но говориме за систем. Говориме за постојаност. И во рамки на тие предлози е и посебно истражување. Значи, ние мора да направиме мапа и регистар. Значи, не само регистарот што Црвен крст го води, но комплетен методологија имаме, ќе го направиме тоа и за него ќе се грижат, пак ќе биде програмата грижа за стари лица поттикнувачот. Ама она што треба да се одвива, например, имаме ситуации, еве почина еден од тие кој што беше
корисник, затоа што тие до таа доба и емоциите кај нас и тоа е тежина, дел од тие лица и си заминува, нели? Природата е тоа. Но кога одиме во некои домови, жалосна е сликата. Што значи, ние комуницираме со Центарот за социјална работа, но треба таа системски... Но не да остане таа комуникација само еднонасочна. Треба тоа системски да се одвива. Значи, ако треба помош во подобрување на состојбата во домот, ако треба издржување кај друго лице, ако треба кај семејство, значи, тие права што ги дава, што ги нуди конвенциите и законот кај нас, ненасилството, така ли? Се треба институциите да го имаат во својот бележник на задачи. Сакаме тоа да го претворим. Значи, да го имаат како задача. Излегувам јас на, да речеме, сум не знам во која институција, на терен или го отварам тој регистар, гледам покрај другото, да, таму имам и лица на кои им е потребна, или кој веќе се згрижени, или на кои им е потребна таква помош. Сакаме, значи, тој дел и тој системски дел да го направиме и можеме тоа да го правиме, веќе комуницираме. Еден дел тоа го правиме можеби и заеднички пак со Сојузот, со Сдруженијето на пензионери, кои што еден голем дел, нели, од старите лица. Да, се таму евидентирани, да. Се таму, но и заедно со, како што реков, пред се со локалната самоуправа, која што според законот за локална самоуправа, знаете, во делот на социјалната помош, кај што се сите категории од популацијата, но се и старите лица, на кои што треба да им се понуди таа помош, но и да се обезбедат и домови, односно простори каде што тие ќе се исполнуваат, каде што ќе можат да ги дадат тие нивни нешта, односно најважно е да се искористат возрастните лица. Така. Само, значи, веќе сме на самиот крај на емисијата, кратко. Охрид, за жал, се уште нема дом за стари лица. Единствено го имаме гериатриското оделение, знаеме и тоа со колкав капацитет и какви се условите таму, и веќе луѓето кога завршуваат на тоа оделение се луѓе кои што имаат и здравствени проблеми и всушност и затоа и се згрижуваат. Не се луѓе кои што се витални, кои што можат да извршуваат секојдневни функции, така да тоа е веќе еден друг начин на згрижување на старите лица. Но дом за стари лица каде што ќе може да бидат згрижени, каде што ќе може да имат и еден социјален живот, немаме. Во тек е изградба на таков дом, но тој ќе биде во приватна собственост. Тоа значи дека сите оние кои што ќе бидат таму згрижени, ќе морат да си плаќаат, и тоа е една поголема сума. Може би, не знам, 15.000 ќе биде за сместување и храна, и секој не може да си го дозволи тоа. Не секој има толкави примања, најчесто овие лица кои што се осамени, кои што се во социјален ризик, значи во некоја социјална категорија, имаат и мали примања или воопшто немаат примања, па не може да бидат згрижени ни во такви домови. Што може да се направи тука на тој план? Еве кратко само. Јас само да кажам дека во рамки на тие предлози, размислувања, давање на некакви концепти, ние исто го правиме. Тоа е влезен, ја не го спомнав, е и домот за стари лица. Ние одиме на една линија токму на средината од овие две што ги спомна. Значи, ова е институционална, но гедиатрија не ја мешаме во овој дел, како што и самата кажа, нели, една категорија социјална на дом за стари лица, нити пак ова што е приватниот овој дел, каде што ќе бидат или ќе можат лица што само би можеле да ги исполнат таквите услови за сместување, иако и тоа е еден избор, и тоа е одредена можност. Но, ние испоред устав, закон и според она што е потреба за старите лица, одиме на модели кои што ние ги имаме
во Македонија, како што е Битола, па сега и Прилеп, Скопје исто така, Скопје има и приватни, да? Но одиме на модел, на институционален модел според закон. И тој модел и градот, и општината веќе навистина помалку треба да говориме, побрзо треба да го направиме. Не го земам пак, ова е добро, нека си остане. Дали ќе има еден приватен, може ќе има, не знам, може би и друг, но институционалното решение, токму за целата категорија на лица кои ќе имаат таква потреба и кои ќе можат да се сместат, значи не само лица кои што ќе можат да си го дозволат тоа, но токму за целата популација на возрастни, на стари лица кои што исто така ќе одлучат да одат во дом за стари. Пак сите нема да одлучат, нели, нормално е тоа. Но тие барем што има потреба, што ќе одлучат да одат во таков дом, треба да го возможим. И сега што правиме? Концепт нудиме, заедно ќе го правиме, пак го правиме со Сдруженијето за пензионери и така натаму. Верувам дека локалната самоуправа нема да се задоволи со ова, дека еве ќе се отвара приватен и така натаму, но институционалното решение, владиното решение, решението на локалната е тоа да овозможи можности за целата категорија популациона на таквите лица, односно на старите лица. И веќе е смешно, немојте, јас мислам дека ден побрзо тоа мора да го реши и треба да се реши, нема. Така. Кога сме млади, мислиме дека за секогаш ќе бидеме така, значи млади со таа енергија и дека ќе немаме потреба од ничија помош, но годините брзо минуваат, староста брзо доаѓа, добро е да дочекаме, ама да дочекаме онака како што навистина треба, достоинствена, значи старост да имаме, а за сето тоа да го имаме треба да ни помогнат и институциите и системот и така натаму. Ви благодарам за ова учество во Лупа, навистина добро е да се знае дека некој се грижи за тие стари и осамени лица, ете барем на ваков начин на кој што вие тоа го правите и нека се разбудат веќе институциите, нека преземат конкретни мерки затоа што секој еден ден ќе остари. Апсолутно така. Секој ќе остаре и дај Боже како дај се Боже, рече да се остаре, но секое време си го носи и бремето, нели? Така да благодарност и до вас што ја поставивме оваа тема и јас се надевам дека покрај овој поттикнувачки и дел што е условно да го речам надвор од институциите, ние постојано ќе бидеме присутни и постојано ќе го поставуваме тоа прашање и постојано ќе бидеме со луѓето на кои им е потребна таквата помош и комуникациите и се друго што ние го правиме за нив, но и целата комуникација на крај и довербата во нас. Системот функционира така, генерацијски. Луѓето стареат, но да се старее квалитетно, како викаме, нели? Така. Да се старее во добри услови. Се надеваме дека тоа ќе биде така за брзо време, дека ќе се надмине овој повеќе децениски проблем. Не паметиме дека некогаш имало таков старски дом во градов, и веќе потребата е евидентна. Благодарам уште еднаш. Благодарам ви.